Почитувани ви посакувам добар ден, нова работна недела и секако ново издание на Црвена линија во кое што очекувам од вас да се вклучите во голем број и да продискутираме за денешната тема во Црвена линија. А зашто ќе зборуваме? За она што можеби најмногу остави трак во јавноста и секако на Твитер, па тоа нешто подосна и ќе ви го откријам со коментарите кои што ги издвоивме за денес. Ке говориме заедно со вас дали коментарот на Рама Ковачевски е иден премиер на Западна Бугарија беше на место. Што мислите вие? Албанија оправда шегата на Рама како сарказам, бугарите се воодушевија, додека нашиот премиер се изнасмеа од уво до уво. Дали оправдувате ваквата реакција на премиерот Ковачевски? Секако Црвена линија ве прашува како би реагирале вие да сте на негово место. 023076677 е телефонскиот број кој што треба да го завртите и секако да го кажете вашиот став и мислење на оваа тема. Веднаш до мене ја гледате и денешната анкета која што е објавена на Инстаграм, а ве прашуваме дали ја оправдувате реакцијата на премиерот Ковачевски. Треба да се гласа со да или не, а се разбира резултатите како и секогаш ќе ги објавиме по рекламите некаде кон крајот на денешното издание на Црвена линија. И се разбира, ве очекувам на 023076677 и се разбира, вие подгответе се, а јас ќе ве подготвам што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Бугарската влада ја тресат оставки. Четворица министри го напуштија кабинетот на Петков во пресрет на самитот на Европската Унија и евентуално кривање на бугарското вето. Но лавината оставки тргна и на кај партијата на Слави Трифунов, која предизвика кризата. Македонија заглавена на патот кон Европската Унија во политичките игри на Бугарија. Вечерва во топ тема интервју со професорот Владимир Бучковски, поранешен специјален представник на македонската влада за Бугарија, и Владимир Владимиров, аналитичар од Софија. Топ тема со Снежана Лупевска Созен во 19 часот и 15 минути. Повторно со Црвена линија и она што ми јавуваат од режија дека го имаме и првиот гледач, па да слушаме како го коментира коментарот на Рама дека Ковачевски иден премиер на Западна Македонија и се разбира како би реагирале вие да бевте на место на нашиот премиер. Добар ден. Добар ден, сестра. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Ја не ви сакам да ги коментирам овие двајца, ни Рама, ни Ковачевски. Апсолутно, тие луѓе за мене не постојат ни па са во некоја игра. Меѓутоа, ја ќе почнем од едно нешто. Што ни направи кралицата енглеска? Што ли ги прави овие заврзлами? Ова е директно од кралицата енглеска, од Британија. Ме разбираш? Гледаш како го рипа Европа. Овде џаби ќе дојдат и французите и германците ова, која од тамо, овде си има она како пазадите што вика варник, пазете, па знаете ние Балканот, се уште кралицата енглеска го вика отворен Балкан или територија Македонија. Па тија, зашто ти реков, ние не знаеме, џабе поднесуваме поднесок, уште милион години да поднесуваме поднесок, да не примат у Европа, а овде која имаме Оксфорд, Кембридж и уште некој господја ќе се јави после мене и ќе каже ни треба од надвор. Па овие од надвор са и Ковачевски и пред тоа и сите дојде од Оксфорд и Кембридж. Никако од Европска заедница. Ви благодарам што ме заслушавте. Благодарам и вам. Еве, продолжете да се јавувате, сакаме да слушнеме како вие би реагирале и каков коментар имате токму на коментарот на Рама. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро и вам. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка со мене, подобро ќе се слушнеме. Дали сум во програма? Да, повелете. Вака. За непромислениот геф на Рама. Пошто бугарите така сакат или така и нарекуваат дека сме ние западен дел на Бугарија, што сосема не е точно, што не може никој да се разбере,
тие велат дека и Господ е бугарин. Произлегува во оваа ситуација премиерот останал воздржан, насмејан, како што велите вие. Добро е што останал воздржан и што не реагирал во таквата ситуација. Ако е реагирал, ќе требало да му каже ај сега не треси зелени и да дојде до некои несакани конфликти и замерки и све што ти ја знам. Во секој случај непромислен гест, тоа нешто на шала, меѓутоа во јавност не смее така еден премиер према друг негов колега да збори. Сето тоа, како што реков, е сватено со шала и нека иде волата таму кај што тече, да не земаме многу. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Време е веднаш да вклучиме нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве, јас повторно ќе направам важна напомена. Намалете го тонот на ТВ приемникот и секако зборувајте преку слушалка, подобро да се слушнеме и внимавајте на тајмерот 90 секунди за секое излагање. Ке се обидам со добар ден, дали се слушаме со гледачот? Одлично. Да, ве слушам одлично, повелете во Црвена линија. Вака е ваш редовен гледач. Еве малку не сум се јавил неколку недели, да речем. Еве поздрав до емисијата, поздрав и до вас. Па дали коментарот на Рама, идниот премиер на Западна Бугарија, беше на место? Па не беше на место, видите. Тоа е навреда и за него и за целиот македонски народ. Јас би рекол само една реченица како припадник на Југословенската народна армија. Мене ми се случило да кога имаше еден македонски филм, јас бев достојанствен и еден мој најдобар другар, војнички другар, 5 минути сум го држал во рака затоа што бев навреден. И од сите припадници ме молија немој така. Меѓутоа, ова се однесува лично, се однесува на македонскиот народ. Не се однесува на нашиот председател. Ако ние треба да правиме пресек, како треба да имаме премиер, он тоа не го заслужува. Верујте, ова е навреда за македонскиот народ, за сите нас. Можеше и на друг начин. Не може така повеќе ние да трпиме навреди. Секој пат имаме само навреди имаме. Значи треба оваа политичка партија. Благодарам, продолжете да не следите редовно и благодарам што се вклучите во Црвена линија. Напомена само внимавајте на тајмерот за да не ви исклучуваме без потреба. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Прв пат се јавувам. Драго ми е, се надевам и не последен пат. Не последен, него јас се представувам како 70 годишен аналитичар. Одлично. А ја терам 83-та ја завршувам, ќе почнам 84-та. И дога доспеавме некои си, не знам што е Рама по струка, меѓутоа некој ликовен наобразован, кога му вика како премиер на држава не се оди во патики. Ами сега, ако ми е мене културата, не знам што, значи не е способен за такви функции. Па на Украина тој не знам што бил шоумен, глумец и така натака. Меѓутоа да не подпаѓаме по тоа, ние сме македонци. Знаете дека од Македонија е најдоброто во светот што може да се спроведе. Била импер, пете најпозитивната. Еве сега, по 150 години.
Цениме што се вклучивте во Црвена линија. Одиме веднаш со следниот гледач да слушнеме како вие би реагирале на ваквиот коментари, како го коментирате и толкувате воопшто таквото коментирање од премиерот Рама. Добар ден. Да, добар ден. Убаво ве слушам, повелете. До вас и до телевизија Селма. Поздрав и до вас. Коментарот на Рама никој не го правдува, затоа што не е тоа нити дипломатски, нити на некој начин е начин на кој што треба да се обраќа еден премиер на суверена држава на Албанија према еден премиер на суверена држава Македонија. Така да тоа е неумесна шега, неумесна шала, со тоа што тука искам да ви кажам јас не би го многу дискутирал Рама, затоа што тој самиот треба да се срами од тој збор што му го кажа на премиерот Ковачевски. Прво, не може да биде Ковачевски премиер на Западна Бугарија. По никој ослов, по никој начин. Затоа Ковачевски немаше никаква реакција и нити треба да има некаква реакција, затоа што тој човек види дека шега тера со тоа нешто, али таа шега искрено да ви кажат, не ќе му излезе на глава. Затоа што такви шеги во дипломатијата не се користат и не треба да се користат, али треба сериозно. Затоа што таму во Грција не беше само Ковачевски, имаше и други функционери. Ви благодарам многу. Ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. За претходниот гледач ве напомена дека Еди Рама е албански политичар и премиер моментално на Република Албанија, но и уметник и писател, кој што од 2013 година е премиер на Република Албанија. Ајде да слушаме каков став има следниот гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Здраво, како сте? Поздрав, добро сум, еве, малку дошт ми заврна, одавно не ми заврнал, па викам сега, ајде, се дружиме со тебе. Јас мислам дека дождот ти не престана. Да, Ама, и како го коментирате случувањата и воопшто реакцијата на нашиот премиер, коментарот на премиерот Рама? Па јас да си кажам најискрено, тој Рамарск што реагираше така, што го кажа идниот премиер на Западна Бугарија, значи со толку смеење и смејување, иронично, цинично, не знам како да кажам, не го оправдувам. Ама сега овој нашиот па ми е чуден, да речеме сигурно се повреди, значи не може да не се повредил. И сега он ми е чуден зошто се смееше. Значи ова уште не беше смешно. Тој можеше онака ладнокрвно да го погледне, да не изреагира, само со поглед да му даде до знаење дека не беше во ред тоа. А тој се смееше. А што беше смешно? Мене не ми беше јасно зошто се смееше човекот. И тука не го оправдувам најискрено, затоа што ако си ја сака он нашата Македонија, значи ако малку се замисли, нели така, ти ме повредуваш, го повредуваш целиот народ со тоа, значи не може така јас да се смеам, а зошто се смееше стварно, ако знае некој после нека ми објасни. Така, поздрав ти на многу и убав ден на сите во Телна телевизија. Благодарам многу, имајте убав ден и сега го станете до крајот со Црвена линија. Сега го социјалните мрежи се активира, жештани беа и Твитер, и Фейсбук, и Инстаграм дури. Ајве, ние ќе се задржиме онаму каде што најмногу се коментираше, тоа Твитер заедницата. Алекса од Твитер коментираше вака. Ова му е втор пат на Рама да направи слична шега. Ова е од јуни 2021 година. Насловот е Рама во Скопје. Се надевам дека нема да ви побара да се викате Западна Бугарија. А јас се надевам дека веднаш ќе го добиеме и следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Дали се слушаме? Јас ве слушам одлично. Секој е добро од Црвена линија. Добар ден. Сакам да кажам дека настапот на Рама, или како се изрази, дека е една глупава работа, која никој не можеше да ја предвиди, а тоа што нашиот премиер се настава, тоа чисто ништо не значи и не би го окривил. Мислам, Рама е познат по некои невкусни работи, тоа е политичар кој знае така да изненади не само со своето однесување, него и со своето облекување. Можете да замислите, носел дело со патики, да кажа. За мене тоа е многу смешно. Неконвенционален. Да, а сакам да кажам дека тоа што го кажа,
никој не можеше да го предвиди и да реагира на соодветен начин. Тоа е само една негова, така да кажам, глупа шега, не е многу забележителна шега, на која реагираше нашиот председател, кој другачи не можеше да реагира. Мислам, тоа беше... Како би реагирале вие? Како да реагирате? Вие како би реагирале? На крај би заклучил само дека е една глупава работа од Рама и тоа. Ајде, вие како би изреагирале во таков случај? Па, во тој случај, како би изреагирал? Би рекол, престанете да зборувате такви глупости, така би. Тоа е една глупост на еден политичар. Така, ценам што се вклучувате во Црвена линија, благодарам и вам за споделувањето на вашиот став. Време е да вклучиме нов гледач. Добар ден. Ало. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Сакам да коментирам околу итасањето на Рама во однос со македонскиот, така наречен премиер, така би го рекол јас. До кај дојде Македонија, јас мислам дека Рама се игра мајтап со нас. Така продолжете да не ви оди времето. Видете, многу од државите што беа позаникате од нас, например и Бугарија и Романија, таква работа све. Они колку години се во Европска Унија и во НАТО. Не оти што заслужуваат да бидат во НАТО, туку ради нивната геополитичка положба, да бидат некоја си тампон зона НАТО со Русија. Така да сега овие премиери, сите си играат, не Западот, не Рама до кај дојде, си игра напротив еден мајтап со нас, таква работа. Друго не можам ништо да констатирам. Благодарам, пријатно. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Сега повторно ќе преминеме малку на Твитер заедницата и ќе ви прочитам што коментираше Сангвиник. Сега ќе покажат, се надам, еве така. Замисли некој да те опцуе по жена, мајка или слично и ти да се смееш. Нели не иде? Е па исто му доđe и ова. Идна западна Бугарија. Шегата пресмешна на Рама. Веднаш одиме со следен гледач. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Значи вака, коментарот не знам, ова е зборам пекерко сетите на работа изгледа. Така да, например, ја веќе ќе му одговорев нешто друго, ако он, значи, знае што се шегува и тоа може и на него, да рече, па можам да бидам и на Саранда овој премиер. Значи, можеше да биде и таа шега, па да видиме како него ќе му одговараше. Например, во моментот можеше, не мораше кој знае колку да биде одговорот голем, меѓутоа два збора можеше да му спомне, пошто е, да речеме, мило за драго малку да види како е. Значи, ова него не му е прв пат. И ја не можам да сватам како може нашиот премиер да се смее. За жал, кога имаме луѓе не дипломати. Значи, ја не знам, сега во оваа влада не гледам баш ниеден дипломат. Значи, знаеме како треба дипломат да се постави. А не да зборам за Рама. Рама е уопште ван конкуренција од дипломатија. Мислам, тоа не знам како да го каже човек, како сака да го каже, никако. Како можеш ти така во присуство на толку, како да кажам, други делегации тука да кажеш такво нешто на шала и тоа што тоа мислам го гледа цел свет, ајде да речеме, се прикажува, се гледа преку медиуми и све. Ти можеш да се нашалиш кој си друштво кога немаш камери или други работи. Меѓутоа ова е тотално неоправдано. И не можеше така нашиот премиер да се понашаше. Можеше било кој два или да... Благодарам и вам за вклучувањето. Веднаш вклучуваме нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, па еве да слушам што ќе ни кажете. Благодарам, добри водители. А вака сега пак ќе замолам за 30 секунди разговарајте, додајте ни 30 на секунди за да подобро ја откликуваме сликата што ќе ја кажеме. Вака сега започнем и јас со говорот мој за Рама. Тој мислеше дека се наоѓа во чајджилница, бре, а не дека е пред луѓе во амбасада или не знам кај тамо нека резиденција. И затоа тоа се случува. Меѓутоа, за нас уште посрамота е
што ова детево, детулево наше, па мислеше дека е што туку пуштен од Бардовци или од Негорци и почна да се ленца и тој. Така да нема што да им правам, толку е нивото и на едниот и на другиот, а овој што ги гледаше пред нив, па се знае и тој, како што кажуваат, од што фамилија потекнува, како потекнува, и на него му е се исто тој што зборува пред него, него тој да си одеди работата, да си ја одработи, да пројде овде по Балканот, до таму, до ваму, до ова, до она место, со ово и со оне да се види, некаде ручек ќе му дадат, некаде ова, некаде она. Како ќе постапевте вие? Како ќе постапевте вие? Не вие? ово за нас за Македонија, пошто нас се понижуваат и министри, и премиери, и председатели, и заменици министри, и не знам кој не понижува било каде. Тамо собрание е нашо одговор, тамо владата во министерства од нивниот одговор, преведувачи на секој чекор. Пари да се Цениме за тоа што одвоивте време да се вклучите во Црвена линија, продолжете да не следите. И еве да слушаме следниот гледач како го коментира коментарот на премиерот Рама и секако еве може да ни откриете како вие би реагирале доколку бевте на местото на премиерот Ковачевски. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, во линија? Да, ве слушаме, повелете. Овака, јас лично коментарот на председателот Рама го сваќам као обраќање кон германскиот канцелар. Оти еве што правите вие кога дозволувате една држава да се подигрува и со Македонија, и со Албанија, и со цела Европа, да си играат мајтап бугарите. И уште нешто, оваа власт, друга ако дојде или трета, доста веќе со Бугарија од договор за пријателство ние направивме договор за непријателство. Нека се раскине тој договор, нека се расчисти. Меѓутоа, мене уште повеќе ме боли она што се случи у државата. Во моментов 24 компании и должат на ЕВН 90 милиони евра. Компании кои работат со трговија на струја. Една компанија должи со влог од 600.000 евра, должи 20 милиони евра на ЕВН, а тие пари одат у партиски линии, во ДУИ, во СДСМ, во ВМРО. Онаа палата, белата палата, колку чини? Таа све се од народни пари, украдени пари. И наместо да се занимава државава со тој криминал, со корупција, ние ќе си играме шега. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Еве и вашиот коментар ми е инспирација да ви покажам еден твит кој што го издвоивме од Твитер заедницата. Му припаѓа на Нуџиња. Скапо ви е месото за ручек, горивото астрономска цена, струјата ќе поскапела во август. Немате карта за театар, со СМС помагате да се лечи некој. Не бе, само не сте го разбрале сарказмот на Рама. Она што секако е разбирливо дека ќе вклучиме и нов гледач и тоа веднаш. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, повелете. Да, дали сум во програма? Та во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Почитувани гледачи, почитувана телевизија. Па Благодарам. видете, ова е некоја реалност. Дејството се случува за време на Хитлерова Германија. Западна Бугарија е реалност, Албанија е провинција на Мусолини, меѓутоа кој е нашиот? Ве молам, почитувана публика, идентификувајте го нашиот, кој е? Ви благодарам на просторот. Имате уште време, нема да го искористите. Време има, колку сакате. Меѓутоа, тоа е дејството е тогаш, меѓутоа Ванчо Михајлов, кој бил тогаш и ви? Која била Бугарија, кој бил германскиот канцелар, кој бил? Ви благодарам уште еднаш, не можам да зборувам. Благодарам многу. Ако ви беа доволни 60 секунди, доволно и тоа секако продолжете да не гледате и преминуваме веднаш на вклучувањето на следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, секој добро и вам.
Јас сум Игор од Битола, од тешко место село. Мојот стан е малечок, па од 2 добивам врска. Сакам да кажам, Ајде да јас не го слушаме. гледав то со премиерот, но сакам да кажам дека Коваче... Да? Да, продолжете. Мислам оти Ковачевски идеален за Македонија. Многу убаво се понаша, убаво зборува, убаво. Мислам оти е многу добар за Македонија. Не верувам нешто. Овој Рама многу пати над Македонија му прави обрски, му прави работи. Многу пати имам слушано, па не знам, добро, тешки работи, некои тешки работи, ама доброто. Сакам да кажам за Западна Бугарија. Например, нема врска Бугарија со Македонија, нема никаква врска. Ние сме македонци, тие се бугари, нема што. Само ми остана што јас со мајка ми и татко ми оде во Бугарија на одмор. Многу места има таму, на море и така. А сакам да кажам за власта, за државата, за нашата држава. За Македонија се најубаво да се смират ВМРО и СДС. ВМРО, мислам се поарни се ВМРО. Да дојде Мицковски на власт, да биде убаво, да има убав живот, да сите. Не да мизеруваме. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и еве препорака до сите наредни гледачи, држете се до темата. 90 секунди посветуваме на следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, ќе повторам, многу е важно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Дали не слушате Црвена линија? Прв пат се јавувам на вашата емисија. Драго ми е. Продолжете. Македонскиот народ нема потреба да се налути на премиерот Еди Рама. Тој на својата држава е прекрасен премиер и сиот свет знае дека под притиснањето на Грција, Македонија го менуваше име, идентитетот се и сега тој може со сарказма има каже патриот Бугарија. Ја така мислам. Дали имаме се уште гледачката на линија? Да, ве слушаме, продолжете. Толку завршив. Тоа би било се. Добро, благодарам, цениме што се вклучивте и тоа прв пат во Црвена линија. Се надевам нема да биде последен пат. Топло препорачувам да останете до крајот на ова издание и секако да слушнеме што има друго да кажат нашите гледачи. Добар ден. Дали имаме гледач на 023076677? Добар ден од Црвена линија. Еве, јас ќе се обидам уште еднаш, се надевам се слушаме. Добар ден. Добар ден. Одлично, јас ве слушам одлично, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Вака, фала Богу, беше еднаш да добијам ја на некоја телевизија од овие, што се многу големи гледачи, што ве гледаат сите, што се многу паметни, умни. Така е, најдобро е. Абе, сите сме глупи у Македонија. Почињајќи од телевизиите. Зашто? Еве ќе ви кажам одма. Може за сите ќе испаднам паметен, а за телевизиите глупав. Тоа е нормална работа. Секој да размислува за својот мозок. Секој што се јавува, мисли дека е поголем политичар, или попаметен, или подобар премиер, или подобар председател, или подобар политичар. Ние сме сите исти. Меѓутоа, ниеден до сега не кажа, вие телевизиите, што ги организирате овие емисии, доколку не бидете хуманитарни, вака стварате револт меѓу граѓаните. Зашто? Одма ќе ви кажам. Ајде да слушаме зашто. Сите, не само вашата телевизија, сите телевизии, овие емисии, направете ги. Секој што ќе се јави 100 динари да донира. Зашто? Има доста гладни луѓе, има луѓе бездомници, има луѓе што имаат потреба за болести. Бидете хуманитарни, не бидете толку себични како политичарите. Значи, телевизиите сте
да бете од политичарите. Значи само за да лапате пари, ништо повише. Само да си огледате вашиот личен интерес како политичарите. Ете, ние ќе подсетиме дека ни дадовте оригинална идеја, ќе ја земеме во предвид, а се уште ќе подсетаме бесплатен повикот до Телма телевизија и вклучувањето во црвена линија, така да профитот сега за сега е 0. А што се однесува до следниот гледач, нема да му го одземам времето, веднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден, Сина, на телефон. Ако може малку погласно да ве слушнеме. Добар ден, Сина, на телефон Коста Бурбо под Струмица. Голем поздрав до вас. Мислам, од секогаш била понижена, отврлена од сите, мислам, Ковачевски не е добро од негова страна, толку се насмее. Македонија, што викаме, од сите страни е сердитена, од сите страни кинсување. Македонија, мајка страдалника. Како е петни, многу се одеја за Македонија. Треба да ги прекинаме преговорите со Бугарија. На нас не ни треба Европска унија. Европската унија е блудница на целиот западен Балкан. Да се гледа на Балканот тука, да се почитаваме. Иначе не го оправдувам Рама. Рама толку го понижи македонскиот народ и ироничното смееше Ковачевски премиерот на Република Македонија. Не би требало, мислам, треба и он да се извине. Иначе живото е краток на земјата. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сега одиме веднаш со вклучување на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, се навевам и вие нас. Повелете. Добар ден. Секој добро. Повелете. Дали го намаливте тонот на ТВ приемникот? Ало, добар ден. Добар ден. Еве ке мафтам, ако не ме слушате, верувам дека не гледате. Вака, што се однесува до тајмингот, мислам, ало бе слушате ли? Да, продолжете. Што се однесува до тајмингот, мислам дека стварно е многу мало минута и пол, за да се искаже човек поентата што сака да ја каже. А за разлика од вас, збор по збор, губи време на образлагање на излагањата на гледачите. И тука е грешката, сакам да ви замерам за тоа, а што се однесува до Рама, па мене ме носи паметот што да знае нешто повеќе од нас, обичните граѓани или политичарите. Може да знае нешто што ќе се деси со нас. А да е вкусно, не е вкусно, мене мислиме дека направи грешка и треба да му се извини, ако не е пред јавност, барем лично да му се извини. Од мене толку, бидете поздравени. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Ајде да ги прочитаме малку и коментарите на твит објавата од црвена линија. Значи, дали коментарот на Рама, тоа е денешната тема. Знаете, Ковачевски, иден премиер на Западна Бугарија, е на место. Еве што ни одговорија. На сине помалиот вели покривот во градинката паднал од смеја, пошто го разбрал сарказмот на Рама. Сушност, вака е одговорот на сине помалиот, коментар издвоен од твитерџијата од Никарагва. Потоа одиме со Рагнар Лохброк, кој што вели: да, коментарот повеќе одеше во наш прилог, само некој треба да го свати тоа. А пак антагонист вели: поставуваш анкета, ја насочуваш пристрасно. Зошто би биле воодушевени во Бугарија? Недоквакана шега ја вулганизира бугарската позиција и е јасно за секој со IQ 80 дека е насочена против Бугарија, а за Македонија. Исто како што палењето во Битола беше за Бугарија, а против македонските интереси. А во интерес на гледачите, веднаш да го вклучиме следниот. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Одлично ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до редакцијата. Голем поздрав и до вас. Пред да ја коментирам изјавата на албанскиот премиер Рама, би сакал да посетам на некои работи. Мислам дека... Дали ме слушате? Да, продолжете.
Мислам дека Европската Унија во претходните години имаше двојни аршини во врска со Така, продолжете. Па јас често мислам дека не ме слушате. Реков дека не треба да имаме двојни аршини што се однесува на Европската Унија кон нашата земја и кон Албанија во однос на приемот во Европската Унија. Во 2006-2007 година беше... Ве слушам, продолжете, ве слушам, продолжете. Мислам дека Бугарија во 2006-2007 година беше примена, меѓутоа беше многу далеко од критериумите за влез во Европската Унија. Мислам дека господинот Рама на 6 октомври 2021 година, кога требаше да дојде на гости на Балканот, на Западниот Балкан, господјата премиер. Благодарам што искористивте можноста да се вклучите во црвена линија и еве напомена за сите гледачи, значи кога ќе се вклучите и ќе не добиете, искористете го целосно вашето време, 90 секунди и ве слушаме. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Здраво. Здраво, секој добро. Вака би рекол, знаеш, има една порано стара изрека, вика, како изгубен германец. Нели, се ја слушала гарант? Да. Овој па Шолц изгледаше така, баш како изгубен германец. Ја на Рама му ја разбрав ја дачката, значи, отровот беше усмерен кон Шолц, не кон Нашиов. А Нашиов нити па разбира некои од овакви јадачки. Овие се многу јаки јадачки, жардонски, значи улични. Значи човекот многу го сватил Еди Рама со кого има работа и он одамна вака им прави на овие западњаци, само што овие нашиве тупаци века не може да разберат што ни прават, пази, луѓе со ограничени можности ни го прават ова, ама нашиве политичари им се додворуваат на тие исти луѓе, а Рамата многу одамна го има сватено. Ме слушате? Продолжите. Да, добро. Ако памтиш еднаш и у Белорад, кога правеше на утакмица една таму, која им пушаше дрончиња усред Србија, усред Белград, и се тие јадачки ги правеше и со Србинот, со Вучич. Значи Рама, ама апсолутно добро ги знае моментите што се случуваат у таа Европска Унија и затоа и вака им прави. А сега кој го разбрал дека он Западна Бугарија сакаше да не девалвира, не верувам. Него за фрканција беше јадачка. Поздрав. Поздрав и до вас, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, секој добро, вие сте во црвена линија. Добар ден. Поздрав до вас. Поздрав голем и до вас. Каков коментар е тоа на господинот Рама? Со какво лице тој ќе се појави сега пред македонскиот народ? Наместо да навива за нас, да ни помагат, гледате што очекуваме ние од албанците. Срам да му е, немој ни да помисли да дојде во Македонија. Тоа ли е шала? И ние сакаме голема Македонија. Нема. Тоа е. А премиерот Ковачевски требаше да му се одврати и више да не го погледне, да го обрука пред сите. Што е тоа? Тоа ли е шала? Пријатно. Пријатно, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Сега повторно ќе одиме со твитови. Сега ќе можете да видите и како изгледа тоа. А еве го и коментарот на Ерол Ерко Одисија. За штосот на Еди Рама, да го разбереш, сепак треба основно да имаш. Ајде сега да видиме. Еве, вака се коментира оваа фотографија. СГЛФ 274849228 вели и Груби го припозна Рама како шегобец, а вие не бањате едни, уште го ругате таче. Да живее северо-западна. Добро, одиме понатаму. Германка вели
Да е Ковачевски сега маш со достоинство, ќе бара извинување од Рама кон цела македонска јавност за таа иредентистичка нацистичка навреда. Ама тоа е, во македонската политика нема мажи, само свиткани кичми од машки пол. Тоа не те прави маш. А она сигурно што не прави црвена линија се и рекламите. Уживајте. Повторно во црвена линија и она време кога ги откриваме резултатите од анкетата на Инстаграм, веднаш ќе ви покажам како изгледа, еве го тоа. Дали оправдувате реакцијата на премиерот Ковачевски и еве како изгледаат 100% кажано не. А утре зборуваме во црвена линија за тоа што меѓуградскиот превоз поскапи и до 25%. Превозниците бараат кратење на акцизата, а скопскиот јавен превоз ни е во хаос. За возачите на автобуси штрајкот е опција, а за таксистите поскапување на услугите. Ве прашуваме, дојде ли време за велосипед или да се оди пеш? Останете со програмата на Телма, информирајте се на telma.com.mk, ние се гледаме утре. Довидување.